Најмногу се жалат како и секаде каде што одиме со кампањата разговори за обнова на Македонија, особено во источниот дел од Република Македонија, во однос на иселувањето, особено иселувањето на младите. Меѓутоа и она што е забележливо, особено последните 2-3 години, е дека се иселуваат и буквално цели семејства, без разлика на возраста. Едноставно луѓето си бараат подобар живот, нешто што во Република Македонија со оваа криминално-рекетарска власт го немаме. Но исто така овде во Македонска каменица луѓето зборуваат и за реалните проблеми, односно ветувањата и манипулациите кои што ги прават не само од централната, така и од локалната власт, бидејќи буквално ништо, ама ништо не е реализирано. Нити патот до рудникот Саса е направен како што ветуваа, нити е отпочната со работа индустриската зона, што и како ќе дадеше една инјекција за целиот овој регион во однос на вработувањата и на тоа да луѓето ги мотивираме да останат во нашата држава. Меѓутоа не е ништо направено и во однос на санација на градинките, училиштата и се она што го имаа како дел од изборната програма. Македонска каменица е еден од најпарадоксалните градови, бидејќи овде се наоѓа компанија која има меѓу најголемите профити во државата, а од друга страна пак Каменица е град синоним на иселување. Ваш став во врска со тоа, која е причината? Видете, во една тој парадокс ни се јавува ни целата држава, бидејќи живееме во едно време, во едно општество каде што едноставно никој не сака дополнително да вложи, никој не сака да го прошири бизнисот, бидејќи гледа во какви услови живееме. Сите оние афери кои што излегоа, првично почнувајќи од аферите во однос на земањето на рекет, целиот овој криминал што го гледаме што се случува доведе до една ситуација каква што имаме денеска. Меѓутоа ги охрабрувам граѓаните, бидејќи ова е нешто што го имаме, што завршува за многу брзо. Имаме речиси еден месец од денеска до формирањето на техничката влада, која што ќе треба да се погрижи спроведувањето на изборите на 12 април да поминат во најдобар ред. Едноставно атмосферата секаде каде што бевме, а поминавме речиси цела Република Македонија, е дека оваа власт на Заев паѓа. Колку се во голем очај, колку се во една ситуација каде што буквално веќе не знаат како да изманипулираат и на кој начин со граѓаните, како да ги излажат. Видовме една несреќна изјава вчера на премиерот Заев, па така сакам денеска да му порачам дека да, општеството е мултиетничко, општеството е мултикултурно, меѓутоа денеска од Македонска каменица порачуваме дека ние сме македонци кои што живеат во Република Македонија и тоа не може ништо да го смени. Благодарам.